Почитувана публико! Добредојавте во најпопуларните кржвести, што некој ги мести. Чекај, не сум прашал. А кој ги мести, стварно? Ти ги местиш или тасе? А? Кој тасе? Што откудок мој прасе? Он не ве кој тасе? Јас сум вашиот водител Такислав Китрановиќ и ќе ве водам низ светот на политиката, еротиката, економијата, филозофијата, медицината, парапсихологијата, метеорологијата, порнографијата и кинематографијата. И неизбежно мафијата. А сега одиме со кржвес број 1 на денот. И вика вака. За жал, во кржвести нема да му дадеме шанса на монструмот кој продавал дрога, возел без возачка 2 години и уби една прекрасна девојка пред која стоеше успешна иднина како македонски моден креатор. Не, нема тоа да биде вест. Тоа ќе биде завет дека вака веќе во корумпирана држава не може. И дека една за секогаш мора да се почне и заврши борбата со корупцијата. А не почни, запри, застани, следните почни, запри, застани. До тука било. Исто така, нема да зборуваме за бојкотот на маркетите затоа што траеше еден мочан ден. На кој му се моча? На тебе ти се моча? Па иди моча, не се треси кога си бркнал у штекер, бе. Мочко е. Бојкотот траеше еден, да не речам мочан ден, повторно да му се примоча на уште некој. Значи еден ден, а ниједна битанка не се оправила со еден ден. Треба секој ден да бојкотирате и колку што е можно повеќе да купувате од директни производители. Затоа што маркетиве се трговски лихвари. Сега малку е тука проблем со цигарите, кој пуши. Може или нешто друго да пропуши. Рецимо или пак во прилеп од некоја нива директно тутун да си на... Па кој може огоце да очет на времето да си вие да си завива тутун, па зашто па не и вие. И тоа он даскал, професор. Каде? Дозволено вие да ги мразите маркетите колку што сакате, затоа што и тие не ве сакаат, само ви ги сакаат вашите пари. Значи, кржвест на денот е дека политичарите, хоштаплериве, додека ние протестиравме против скапаницава ни држава, која ја создадовте токму вие за 33 години уназад, тие се потрудија уште колку може да ја засерат, поскапувајќи го парното за 5%. Додека цел народ тажеше и беше во шок од она што се случи, другови пешовани, да не речам регулатори, ни го збрчија со уште цирка од 20 милиони евра давачки на годишно ниво. Куриме двориме. Си прават што си сакаат, а познати се дека неголемите гомнари ги прават токму кога најмалку треба. Неверојатно. Односно, според нив тоа е правиот момент. Да. 5 мајки плюс на студена радиатори да ви ебеме. Толку. Кржвест број 2. Ние, не би биле ние, доколку од ненормална вест не направиме уште по-ненормален завршеток. Имено, после трагедијата, пред неколку дена, моторџиите си продолжија да се дивјаат по партизанска. Копуците си продолжија да се паркираат кај стигнат, тротинетите си продолжија да летаат по пешачки патеки, па така да се задржи просекот, беа изгазени неколку пешаци, тоа строго на пешачки премин. Како и до сега. Замисли, ние да имавме летачки коли, бе. Како ние што ги рекламирале, знаеш што ние сега што испаѓаат некои, што се тестираат нови под вода, над воздух, замисли и да почнеме да возиме со тие коли по воздухов. Па оджачар немаше да остане у држава, бе. Абе, немаше да сисава, да глуп. Немаше да сисава, него друго, него ајде. Македонецот тешко менува навики. И обично има кратко паметење на се што му се случува и се што треба да направи. Така, едниот пешак, што беше квалитетно прегазен, заврши во болница. Да. Но денеска доаѓа нова квалитетна вест. Што доаѓа денеска, амар? Видите, дека истиот тој повреден избегал од болница. Или што би се рекло стручно, ја напуштил болницата без отпусно писмо и без да се поздрави со доктореница Стринена.
ја здувна одма после визитата на која му било утврдено дека треба да се лежи уште барем неколку дена, за да му се санираат сите повреди и да не пројави некакви други реакции. Но тој без поздрав се замина. Да, некои велат човекот нема здравствено осигурување, други велат не се чувствувал пријатно, удобно во македонската болница, иако има се. Чисти чаршави. Кој го пише ова? Чисти чаршави, вели, и прекрасно јаде. Прекрасно јадење. А и лекови од најубавите и најскапи. Ова ти си, а? Ти го пишеш, а? Сестрите упорно барале, да си да сме. Сестрите упорно барале по чаршав и кај гуската она некој проштано писмо да не оставила. Да не напишал што не му се свиѓало. Олеле. Зато што не му се свиѓало во македонската болница. Но такво нешто за сега не е најдено. Сега ќе најдат. Обично остават под перница такво писмо, знаеш? А они немаат побарано под перница. Една сугестија под перница да пробаат. Цимерот од собата вели дека бил многу мирен човек. Вели човек, многу мирен човек, цимерот. Ај мајката. Вели мирен и чутлив и добро прегазен човек. Значи добро прегазен човек, мајката. Кој освен трагите од гумите на телото и немал некои други белези, нема. Нема некои други белези по кои би можеле да го препознаат доколку го видат повторно, освен трагите од гумите. Избего што избего. Ние му советуваме на пешачки како ја 3 пати мери една сечи. Затоа што оној што го прегазил повторно вози. Ај со старата водачка. Ај, ако те потвати пак ќе те сторит јок. Да пазиш. Оле, Кржвец број 3. Да не кажам на што се. Ајде. Партијата ВМРО Народна, во која членуваат 10 души, кои? 1, 2, 3, 10 души. 10 души. Се заебава некато? 10, стварно се 10? Сакаш ја ти направиме партена, а? Заштош? Па шо, 10 луѓе, па ја, ти камерманот, режисерот, продуцентот, шминкерката. Имаме 10 души, што? А? Кој ќе биде председател? Па ја ќе бидам председател, па што? Што ми фали? Една вратоврска ќе ставам, Значи, ова ВМРО Народно членувале 10 души. Тоа сите бугари, и бугари, виле мајката нивна. Го повикуваат македонскиот народ да ја бойкотира. Што да бойкотира? XU музика, ја реков маркетинг да ја бойкотира, XU југословенска музика, ти мене ќе ми браниш, го едно не да пустове. Ти ќе ми браниш, леле. Вели, XU како може музика на XU да ми онади мене. Да ми ја брани. XU музика, не. Како што викаше, баба ми Бог да ја прости, или се будали овие, или нозете им смрдат. А ови изгледа и двете. Инаку, тоа е партијата на оној Љубачо. Љубачо, бичка. Бичка кој убаво го натовари магаренцето со окта. Не одговараше за тоа. Не одговараше. Нормално дека не одговараше. Кој одговара во држава, бацеве? Не одговараше за тоа. Нормално. И сега е средно богат бизнисмен и инвеститор на станови од 3000 евра квадрат. Инаку, ако го погледнеш каков бил и кој бил пред 1998 година, јас сум имал 10 години тогаш, 10 години сум имал, не сум може да го сватам, да сум може да го гласам, што ќе имал тој окте или нешто, Значи да си го погледна 98 година, кога доаѓа на вас, се ќе ти биде јасно, велите. Колку здиплил, кога за само 2 години владење, со што се истакнува во најпопуларните авантаџи во македонската политика, со што го оправдува своето бугарско потекло од познатата фамилија Брзокрадови. Не ги знаеш, бе? Не Сопранови, бе, будало ни Брзокрадови. Инаку овие двајца вестројца што тука сме поише, бе. Двајца вестројца барат од нас да не ги слушаме Црвена јабука, Биело дугме и мајка сјевале. Здравко Чолич, Бајага, прво казалиште,
Балашевич, Хаустор и стотици други легенди на југословенската музика, со кои сме израснали и со кои растат секоја генерација. А веројатно, како второ барање, ќе испорачат да го слушаме Азис, Весислав Цветанов, Митко Каледжиев и разни болгарски певици, кои повише се тртат отколку што пеат. Дека лудоста во оваа земја може да отиде толкува далеку, знаеме. Но не знаеме како ќе седиме и ќе учиме песниме на Българија на памет, за да можеме да ги покажеме кога ќе дојдат на концерт. Редно е цела сала да запее на български во еден глас. Замисли. Може ќе се помачиме, но барем ќе го решиме љубчо бичка. За секогаш. Кога ќе чуе како цело Јане Сандански, пее во еден глас на български со Азис, ќе го фркне срчка, пап! И да, ќе го фркне срчка. И од радост, и толку ќе биде. Толку ќе биде. Па бил ги ќе се спасиме. Леле, шеќери и вода бе, шеќери и вода бе, брзо, срце ми одиде. Леле. Може вреди да се обидеме, а? За љубечо, вреди. Кржвес број 4. Овие од регуларно ВМРО, заедно со нивната министерка Весна Џаневска, решиле да ги укинат предметите во средно образованието. И тоа ни срамни перде. Шо тоа, замисли, ни срам ни перде. Срам. Ни срам ни перде. Ни перде, мајката. Олеле. Срам ме фати мене. Убила бе туѓа срамота, што би рекле да не ми се наљути љубечо. Да ги укинат предметите решиле логика и етика. Што би рекол нашиот народ, чуе се од партија која сака да ги укине логика и етика. Така рекол. Освен што е небулозно, глупо, идиотски, коточак, како нивниот партнер од власта, де? Ова укинување во себе крие и многу логични позиции. Кој би укинувал логика и етика? Кој би укинува? Кој? Сад ќе ви кажа кој. Па само оној кој мисли да биде корумпиран и да краде. Па да. Зошто? Заошто? Затоа што корупцијата секогаш се коси со логиката. Корумптивниве настани секогаш се нелогични со местење на тендери, барање на пари и други неетички работи. Па ако се укине етика, ни останува само децата да знаат што е неетично, така. А неетично е обично и нелогично. А нелогично е да ве ставиме на вас да укинувате, да крадете и да лажете. Значи да се користите со неетични работи. Абе, можно ли е да сте толку глупи, бе? Глупи, бе, од 300 други работи кои треба да ги направите, вие се фативте да се укине логика и етика, бе. Си пукате во нога, бе, јака. У ногата, ај! У нога си пукате, еј, у нога. Ма каква нога, бе? Тоа ќе биде кога ќе укинете трчање во атлетика. Логично, нели? Логично. Сега си пукате во глава, јака. У глава си пукате, бе, у глава. Колку треба да сте глупи, сам на себе да си го ебеш рейтингот, а наспроти себе да имаш еден СДСМ. Ајде, СДСМ, да имаш еден СДСМ кој е поглупиот во ситуацијава. И од вакви глупости е таму каде што е. Ако сакаш да биде СДСМ, па ти укини логика и етика. Малку логично. Не, многу логично, нели? Ето многу логично. Има еден Милан, ме подсети ситуацијава, кој испотен се фрли у морава. И жляп, се удари. И мајка му, за да му се слави името, сакала да му го опее во песна. И ги повикала уличните музичари, раскажувајќи им ја случката за студен Милан. Испотен Милан, исто ти. Пејачите, свирачите, како сакате, откако ги земале парите, викнале на цел глас: Ој Милане, стерам ти га нане, кој курел сте носи крај ладне мораве. Така, и вие другари од власта, кој кур ве тера да правите нелогични и неетички работи? Кој ве тера? Абе, ти ги тераш, бе, мрсу, а? Срам да ти е. Па гледи шо прави. Срам да ти е. Ете кој ги тера.
А ние ги кривиме тук цяло време. Ти си го крив, бе. Ти си застап, бе. Хай, Господи. Кой ве тера, бе, да правите нелогични и неетични работи? И после, буч! Сте се удайле као Милана. Хајде, ќе се удајте. Али Морава, али Вардар, никој не ве пере после. Само укинете. Можете тоа вие, можете. Тоа беше се за денешниве кржвести. Следните кржвести ќе видат по-лоши. Ја се нервирате. Ајто курац. Ајто курац.